Ова е вистинска помош во вистинско време и со количина која сериозно ќе ни ги засили напорите да се бориме со епидемијата. Во текот на разговорите кои што ги имавме кон крајот на месец март со кинескиот министер за одбрана, се согласивме дека глобалните кризи, како што е оваа со пандемијата, можат да се решат исклучиво низ заеднички напор и со голема меѓусебна солидарност. И ова денеска е пример за таква солидарност. Оваа количина на вакцини ќе ни даде шанса да го продолжиме процесот на вакцинирање на припадниците на армијата и Министерството за одбрана, но се разбира дека најголемата количина, како и во претходните случаи, ќе отстапиме и за потребите на јавното здравство и потребите на граѓаните. На ваков начин ќе обезбедиме и функционален одбранбен систем, меѓутоа пред се ќе понудиме дополнителна шанса во борбата против пандемијата, која што го обедини целото наше општество и која што представува приоритет број 1 на сите наши институции. Сакам да се заблагодарам на амбасадорот и военото аташе на Народна република Кина за постојаната поддршка во последниот месец, месец и половина, и да се заблагодарам на колегите во Министерството за одбрана, особено министерот за одбрана, кој што навистина уште при неговото заминување најави дека ќе направи се за да обезбеди ваква поддршка, која што е шанса за соработка и во секторот на одбраната, меѓутоа и генерално шанса за соработка помеѓу двете држави. Ви благодарам. Благодарам на сите за присуството, почитуван амбасадор на Народна република Кина, министерка за одбрана, началник на генералштабот, представници на армијата, почитувани представници на медиумите. Солидарноста и помошта тогаш кога е најпотребна, а сега се покажа колку е битна во една ваква голема криза, ја враќаат вербата во човештвото. На кутиите за донација беше напишано дека пријателите во криза се поблиски од браќа и овој акт го потврдува токму тоа. Ова е значајна количина на вакцини која што Народна република Кина ја донира на нашата земја. 100.000 е сума, бројка која што за земја со население колку нашето е нешто што значајно може да ја смени сликата за пандемијата. Ние со процесот на вакцинација со кинеските вакцини кои што пристигнаа пред неколку недели веќе започнавме, тие се дистрибуирани, остана уште количина од 50.000 која што треба да се аплицира и сега ова ќе биде количина која што ќе ја додадеме и ќе продолжи процесот на имунизација по приоритизација за возрастните групи, а понатаму и за целокупното население во нашата земја. Вакцината е единственото оружје кое што го имаме за да целосно се смени сликата за пандемијата не само кај нас, туку насекаде во светот. Дозволете да изразам голема благодарност, со ова се потврдува партнерството и близината помеѓу двете земји, двата народи и искрено верувам дека соработката ќе продолжи и во еднина. Благодарам. 尊敬的谢克林斯卡部长、费利普切部长、久尔琴诺夫斯基将军、女士们、先生们，大家上午好。今天中国军事援助10万剂新冠疫苗顺利运抵白马，并再次交接。这是继4月底。 Добар ден, Ваши ексцеленции, министерка Шекеринска и министер Филипче, генерал подполковник Ѓурчиновски, дами и господа, добро утро. Денес 100.000 дози ковид вакцини од Синофарм, како воена помош на Кина, пристигнуваат во Северна Македонија и ќе бидат предадени тука. Ова е уште еден значаен знак на солидарност помеѓу Кина и Северна Македонија во борбата против пандемијата, по испораката на 200.000 дози вакцини Синофарм на крајот на април и дополнително го збогатува нашето пријателство меѓу двете земји и војски. Моментално се уште постои недостаток во снабдувањето со вакцини на глобално ниво. Па дури и кога Кина има своји потреби за масовна вакцинација, ние се уште се соочуваме со предизвик во надминување на потешкотиите во насока на борба против пандемијата. Донацијата од 100.000 дози вакцини Синофарм од кинеската армија
е уште една конкретна акција за спроведување на декларацијата на председателот Си Џинпинг за обезбедување на вакцините како јавно добро во светски рамки, во насока на потврдување на исходот од самитот на Кина со земјите од Централна и Источна Европа и демонстрирање на духот на взаемна помош помеѓу нашите две земји и војски. Јунаците се познаваат на мака, пријател од Волош. Во најтешкиот момент во борбата на Кина против пандемијата, неговата екселенција, председателот Стево Пендаровски, испрати писмо до председателот Си Џинпинг во март годинава и покрај растечката епидемија, екселенцијата председателот Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев се сретна со државниот советник и министер за одбрана на Кина, генерал Веј Фенге, а министерката Шекеринска оствари пријателска средба со генералот Веј, во која беше истакната практичната размена и соработката меѓу нашите две земји и војски. Соочени со пандемијата, невидена повеќе од еден век, додека нашиот свет доживува длабоки промени, за човештвото е посуштинско од кога било да се откаже од менталитетот на студената војна, да се придржува кон мултилатерализмот и да ја зајакне солидарноста и соработката. Кина е подготвена да продолжи активно да го поддржува народот на Северна Македонија во вашите напори за борба против епидемијата и да ги здружиме рацете за да напишеме ново поглавје во нашите пријателски односи меѓу нашите земји. Ви благодарам да се. 务实交流合作。面对世纪灾遇叠加世界变局，人类更需要摒弃新冷战思维，坚守多边主义，加强团结合作。中方愿继续积极支持白马人民抗疫努力，携手谱写两国两军友好关系新篇章。谢谢大家。